Украинскиот успех во војната против Русија зависи од постојаната помош од Западот, велат некои воени и дипломатски експерти. Пензионираниот генерал на американската армија Дейвид Петреус вели дека доколку Конгресот на САД одобри дополнителен пакет помош за Киев во вредност од 61 милиарда долари и Украина добие борбени авиони F-16 од Западот, како и повеќе антирадарски ракети, украинските авиони можат да оперираат поблиску до првата борбена линија. Но Петреус вели дури и сето тоа може би не е доволно за да се пробијат руските утврдувања на југоистокот. Украина се уште треба да ја надмине одбранбената линија, така наречената линија Суровикен, освен ако Украина навистина не може да воспостави доминација во воздухот. Но не сум сигурен дека бројот на авиони од Западот ќе бидат доволни за ова. Пишувајќи за Институтот за проучување на војната, војниот историчар Фредрик Каган вели дека без западните противвоздушни ракети, руските напади врз украинските градови, како оние на Киев и Харкив на почетокот од годинава, ќе станат уште поефективни, а војната може да се одолговлекува со години. И вишиот директор на Центарот за Евроазија на Атлантскиот совет Џон Хербст вели дека не може да замисли дефинитивна руска победа. Дури во најлошото сценарио, Украина нема да биде целосно освоена. Украина водеше герилска војна против советските сили 100 години по Втората светска војна. Но да се надеваме дека нема да дојде до тоа. Друга потенцијална позитива за Украина – заморот од руската војна. Британското министерство за одбрана вели дека ако руските жртви се одвиваат со сегашната стапка, тие ќе надминат половина милион до 2025 година. Експертот за руската војска во Крангеј, фондација за меѓународен мир, Майкл Кофман, вели дека на Русија и требаат повеќе војници. Русија може да регрутира доволно луѓе месечно за да ги покрие своите загуби, но тие немаат луѓе за регрутирање. Тие ќе треба или двојно да го зголемат постојното темпо на мобилизација, или ќе мора да спроведат друга делумна мобилизација. А со меѓународната помош, според Кофман, Украина може да се прилагоди за да ги одбие руските напади. Украина може да го зголеми производството на беспилотни летала и други системи кои можат да го намалат оптоварувањето на артилериската муниција. Иако ова ќе бара финансиски ресурси на Западот, Украина може да концентрира одредено производство за себе. Американското издание Политико, повикувајќи се на анонимни извори од администрацијата на Бајден, во статија во декември наведе дека САД ја менуваат својата цел о поддршка на целосна украинска победа на маневрирање за позиција во мировниот договор со Русија. Но председателот на германскиот Маршалов фонд на САД, Хейдер Конли, вели дека Украина никогаш не би можела да прифати како би изгледал мирот за Русија. Тие сакаат да земат се. Владимир Путин зборува за Одеса како руски град. Тие сакаат да воспостават марионетски режим во Киев и да ја направат Украина како посебна земја, непостоечка. Но сите експерти предупредуваат дека не очекува настан како смрт на светски лидер, природна катастрофа или избувнување на нова војна може да ја промени ситуацијата во Украина.